Денеска би сакал да разговарам со вас за македонската фаланга. Творец на македонската фаланга е дело на Филип II. Тој како 23 годишен дојде на престолот во Бела и за само 4 години успеа да ја зајакне македонската држава и уште 17 години му беа потребни да ги обедини македонците. Успеал со неговите нови идеи да направи една специјална војна единица која ја нарекол фаланга. Фалангистите биле бирани од познати македонски официри кои ги одбирале македонците. За да стане фалангист требало да биде висок 1,80 м, тежок 80 кила, да биде многу брз, вешт, да се снаоѓа, да се може брзо да се врти. Значи, сите можности за кои му требало вештина. Значи, македонците биле во таа фаланга одбрани од специјална комисија. Фалангистот морал како поединечно да тренира секојдневно, така и во група. Групата во која тој тренирал се состоела од 16 борци. Овие 16 борци биле фактички несовладливи. Тие правеле коцка во која биле поставени 4 напред, 4 лево и десно и 4 од позади. Составала од 16 група. Ова група била снабдена со големи копија, 6 метра долги, имале уза себе и меч и поседувале штит. Штитот бил мал, 32 сантима голем. Фалангистите штитот го носеле на гради, бил врзан со кајши околу половината и еден кајш пробегал преку вратот, значи на тилот, и така висел тој штит. Двете раце му биле слободни и фалангистот можел со тие две раце да го држи копјето со кое тој можел да прободи било кој противник. Фалангата, што е специфично за нив, тие кога оделе во војна, првите редови околу фалангата кои биле, значи надворешните редови, тие биле борбените редови, тие никогаш не се менувале. Што значи тоа? Ако еден војник падне или биде убиен со стрела или со било каков начин, веднаш позади него кој бил идниот војник го заземал неговото место. Така да оваа надворешна линија никогаш не се менувала. Таа била секогаш подполнета. Значи, фалангата се подполнувала од натре, од средината. Така да таа била многу силна и јака и никој не можел да ја победи. Фалангистите учеле како да се двои фалангата, да прави замки. Значи, ќе направи отвор, ќе влезат цела група на конјаници, ќе ја опколат во средина, ќе ја избодат со копјата и завршена работа.
Значи тие не само што знаеле да се борат во еден правец, тие изведувале многу различни вежби. Секој фалангист, како сам борец, бил многу спретен со копјето, што можел по неколку луѓе околу себе да ги уништи без проблем. Значи, копјето кој било 6 метри долго, било невидено оружје во тоа време. Еден спретен, многу вешт борец, не му можел никој ништо да му направи. И затоа гледаме во битките кои ги водеше Александар Македонски, противниците секогаш имале огромни губици, додека македонците со многу малце губици поминувале. Тоа значи се било од тоа што македонската војска била многу спремна и тие во Македонската академија во градот Пела, во Царската палата, се школувале таму. Тие биле многу интелигентни, тие не само што воделе војни, тие на патот биле задолжени да изградат нови градови, нови патишта. Тие фактички биле оспособени за се. Значи и фалангата била комплетно писмена. Тие знаеле математика, граматика, се што им требало за да бидат научно напредни. Така да оваа фаланга со Филип која се оставил, не можел никој во тоа време да ја победи во антиката. И од тука гледаме дека тие во академиите на науки, во академиите на војната академија во Пела, произлегува и првите генерали на Александар Македонски. Александар Македонски ни е познат дека кој тргнал на пат од Пела па до Индија, на овој пат го прателе 12 македонски генерали. Значи, за генерали да се направи, треба да имаш војна школа. Таа војна школа ја имале само македонците. Се наоѓала во Пела. Значи, кога овие фалангисти биле невидено способни за се и служиле војска по 3 години. Филип, за да успее во своите војни, тој изимал и платена војска. Значи, имал војници кои биле за пари се порале, му било на располагање сите оние македонски златни рудници кои се наоѓале над 50 во Македонија, на Македонскиот полуостров. А најпознат од сите тие бил оној на Халкидики. Тука било во многу големи количини злато, така да Филип имал пари, можел да плати тоа сето. Го имал целиот монетарен систем, значи било од Македонија, имал ковачници низ разни градови низ Македонија, кај што се печатале пари. Значи, Македонија била најбогатата земја и поради тоа што и немаше други народи на Македонскиот полуостров, тие почесто се тепаа меѓу себе. И затоа Филип дојде со својата нова идеја да ги обедини 12 македонски родови и да направи една силна држава од која се што ќе се работи во антиката, од тој центар да се води целата политика. Така од Пела се населуваат сите попрежни градови на покрај морето и пошироко да се до Индија. И така Александар, неговиот син, нашиот македонски цар, тргнува на овој пат за да го види својот народ. И Македонија тогаш му дава 40.000 војска да го прати на тој Божји пат.
Така да е многу интересантно да ја знаеме истината за фалангата, како таа обстојувала и зашто таа била многу ефикасна во своите борби. За денеска толку, па друг ден ќе продолжиме пак. И благодарам што ме слушавте. Пријатно.